Добро вечер. Недела А1 телевизија малку порано во обичаеното стартува новото 26-то издание на вашето омилено шоу на Рапорт со Јофе. Да нема забуни нашиот вообичаен термин и понатака е недела пред вести во 18:30, но денес на нашата програма има и ракомет, па затоа се дружиме малку порано. Репризата и денес е стандардно нешто по полноќ. За почеток, веројатно веќе сите знаете дека Бранко и СДСМ направија марш низ скопските улици и побараа предвремени избори. Никола и ВМРО го разгледа нивното барање и рекоа дека не сакаат избори. Со ова на Бранко му олесна. Веројатно дури и прославувале на бикаќка. Ќе мора малку да поглумат разочараност, ама ништо страшно во споредба со тоа на вистина да имаше предвремени. Од ВМРО ја пропуштија шанса да си обезбедат владење до 2014, ама пак избегнале да се соочат со реалноста дека поддршката им е значително опадната. Што значи и понатака сите овци се на број. Туку нешто друго мене ме мачи. Сум ви кажал дека живееме во луда држава? Не? Епа срам да ми е што не сум ви кажал, ама на вистина живееме во луда држава. Знам дека повеќето ќе се согласите, но за тие што викаат абе оди бегај таму, ти си луд, државата е супер, слушајте внимателно. Бело теле, бела крава, бело млеко нам ни дава. Оваа песничка треба да ја учат 16 годишни ученици од втора година од средните стручни училишта. Во употреба беше пуштен уште еден скандалозен учебник, преполнен со песни од поети за детска литература. Песничката за месечко, белата песна и песната за прво оделение се само дел од содржините на учебникот по македонски јазик, што беше дистрибуиран во училиштата пред 10 дена. И кога ќе почнете вие да им читате една песничка за дете од прво, второ оделение, тука имаме една песничка од прво оделение, од Лазо Каровски, децата почнуваат да се смеат. Се смеат? Срам да име. Па што има смешно во бело теле, бела крава, бело млеко нам ни дава? Смешно би било кога би било црно теле, црна крава, чоколадно млеко нам ни дава. Не, стварно не е смешно, потроа трагично е. И сигурен сум дека министерот за образование чувствува одговорност и уште веднаш ќе ги санкционира сите оние кои дозволиле да дојде до ова. Министерот за образование не чувствува одговорност за скандалозниот учебник по македонски, каде на 16 годишни ученици од втора година средно стручно образование преку детски песнички им се доловуваат примери за предлози за придавки. Епа добро, после толку почувствувана одговорност и после толку неоповикливи оставки, редно време беше и Тодоров еднаш да не почувствува одговорност. Но тоа не спрешува да го видиме неговиот коментар за овој случај, но и да се подсетиме на сите досегашни почувствувани одговорности, како она за скандалозниот учебник по општество за 5-то оделение. Режија? Ниту јас, ниту било кој во државата не може биде стручен и да евалуира содржината на секој учебник. Бело теле, бела крава. Да, чувствувам одговорност. Меѓутоа и правам разлика помеѓу тоа да се биде одговорен и да се биде виновен. Бело млеко нам ни дава. Зашто би поднел оставка за нешто за што не сум виновен? Одговорноста е една работа, вината е друга работа. Бело теле, бела крава. Јас како министер немам причина да се сомневам во нивото на компетенции и знаења на рецензентот на овој учебник, ниту во нивото на компетенции и знаења на авторите. Бело млеко нам ни дава. Во учебниците имало и ќе има грешки секогаш во Македонија, во Европа и во целиот свет. Тоа е нормална работа. Ако мислите дека ќе можеме да имаме целосно ослободени учебници од грешки, тогаш се лажеме. Бело теле, бела крава, бело млеко нам ни дава. Точно така. Бела одговорност, бели грешки, бела вина, маки тешки. Какви смешки. И... Па јас сум можел и учебници за средно да пишувам, бе. На моите таленти им нема крај. Како и на лудилото во оваа држава. Како што и самите знаете, премиерот Груевски не дава интервју на секого. Треба пред се добро да се познавате со него и да му се обраќате на ти. Освен ако не сте од странство, тогаш може многу полесно да ви даде. Треба само да знаете како да му побарате. Новинарката Даниса Вучинич од белградската Б92 очигледно знаела. Ja dolazim iz medija u koje je upadala policija.
Moj radio B92 u kome ja radim i televizija tokom 90-ih... Ja nisam zapoznan sa to. Ja nisam s tim upoznat. Miloše, u tokom vladavine poslednjeg diktatora Evrope mi smo se suočavali sa upadima policije i te slike smo sada gledali. I sad je samo pitanje poruke koju Makedonija šalje tim slikama u region. Što je bre ova? Kakvo je ova prašanje vi se movam? Pa ne sad da govorifme vaka. Milenko, kaj je Milenko? Daj nekoj neka mu se javi na Milenko, ni treba Milenko, dajte mi go Milenko. Što? Milenko zaminal na off-road? Kako može da si dozvoli takvi izleti v ovakvi istorijski momenti, bre? Vidite kakvi prašanja postava ova Danica, to je na off-road. Dobro, dobro. Без паника, засега е во ред, премиерот веќе употреби неговата тактика, јас ништо не знам, ја бев у подрум. Туку што правиме за понатака, дајте барем најдете листа со прашањата на Миленко, ти убавите, да ја дадеме на Даница. Што? Не можеме така со неа? Ау, сигурно е некој Сорос со иштом сака да поставува прашања какви што таа сака. Ама добро, ајде да се надеваме дека ќе се снајде премиерот. A koliko bi, recimo, ta situacija bila drugačija da, recimo, ta televizija podržava vladu? Da nije ocenjena kao opoziciona? Situacija bi bila ista. Situacija bi bila ista i ne bih rekao da je ta televizija opoziciona. Ta televizija izveštava neki put opoziciono, neki put realno i objektivno. Да, такви сме ти ние. Кој дава повеќе, со него сме. Еве, мене конкретно. Знаете како добро ми дошло едно джипче сега? Ама не, за мене ништо нема. Ни вас ви текнува, ни на оние два СДС. Јас ќе трошам пари за такси. Ама затоа за Инајд и со едните и со другите ќе се занимавам. Се дори не утекне на некога да фрли нешто и навака. Poslanik u Briselu je rekao da Evropska unija, kada je predstavnik Brisela ovde u Skoplju rekao da vi gušite slobodu medija, on je rekao da se predstavnici Unije ovde ponašaju kao Staljinovi predstavnici u vreme hladnog rata u Češkoj i u Bugarskoj, ako se ne veram. Da li se slažete s tim ocenama da predstavnici Unije se tako ponašaju u Makedoniji? Znate što, ja ne bih Ja to ne bih komentarisao, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa dobro, to je vaš čovjek iz vaše partije. Ali to ne bih komentarisao. U svakom slučaju naš cilj je da se naša zemlja pripremi da što pre postane članica Evropske unije i NATO. Така бе, премиере. Нашата цел е влезот во НАТО и Европската Унија, а најдобро се влегува во Европската Унија со поистоветување на амбасадора на Европската Унија со советските дипломати од 70-тите. Кршењето на Виенската конвенција за дипломатски односи е само бонус во целата приказна. Со секој ваков настап на официјални представници на Македонија во Брисел и ваше оправдување или премолчување, сме чекор поблиску до влезот. Инаку, понатака во интервјуто Вучинич му кажува на премиерот дека прошетала низ Скопје и добила впечаток дека главниот град се хеленизира, па го прашува дали тоа е за да се провоцира Грција. Да не ви го пуштаме целиот муабет, немаме баш време за такви луксузи, одиме на две парчиња од тој муабет кои се доста интересни. Znači, to nije tačno što ja kažem. Nije utisak moj dobar. Mislim da vaš utisak nije dobar. Mislim da ste pod uticajem nekog ko vam je prethodno govorio neke stvari, pa ste malo pod uticajem toga. Znači, moj utisak nije tačan. Ja to nisam rekao. Malo ste pod uticajem prethodno pročitanih ili ukazanih sugestija od strane nekoga. Ili ukazanih sugestija od nekoga. Точно така, премиере. Добро забележавте, нема никакви шанси да прошетала и да се информирала, па да ви ги поставува овие прашања. Единствениот логичен заклучок е дека е под силни сугестии и влијанија. А што мислите? Од каде доаѓаат тие сугестии? Добро погодувате. Бранко Царвенковски, почитуван премиере. Што мислите? Што прави кога не маршира по партизанска? Се маскира во продавач на печени костени и додека новинарите и странците купуваат, им сугерира некои работи. Таков е случајот и со Даница. Таа купувала, овој сугерирал што да ве праша и така трагично подпаднала под негово влијание. Опасен е тој Бранко. Видете што прашува после средбата со него. Čemu onda taj spomenik koji pravite? Zašto? A zašto ne? A zašto da? Ako nešto pravite, pretpostavljam da imate ideju zašto nešto radite. Pa, Aleksandar Veliki je poznata ličnost u svetskoj civilizaciji i ocenili smo da treba da se napravi. Светската цивилизација и оценивме дека треба да се направи. Александар Велики? Позната личност во светската цивилизација? А не беше едно време Александар Македонски, нашиот предок, војсководец од кого стававме по спотови, со кого се гордеевме?
Ако веќе правиме грандиозни споменици на познати личности во светската цивилизација, очекувам во најскоро време да издигнеме споменици на Сократ, Платон, Аристотел, Колумбо, Архимед, Гутенберг, Коперник, Галилеј, Дарвин, Мендел, Ајнштајн, Шекспир, Моцарт, Бетовен, Чајковски, Да Винчи, Рембрандт, Ван Гог, Пикасо, Цезар, Бонапарта и така натака и така натака. Не е лесно. Не е лесно на место Миленко, наспроти тебе да имаш новинарка која е под силно влијание на некого. Минатата недела Бранко реши да излезе од убавите кабинети и автомобили и да го прошета Скопје пешки. По цела Партизанска, па се до пред собрание, маршираше со многу луѓе позади него. Баш ме интересира за точно колкава бројка се работи. Денот студен, пораките жешки. Маршот за демократија, предводен од опозицијскиот СДСМ, собра според организаторите 50.000 луѓе. За социјалдемократите 50.000, за власта не повеќе од 8.000, но независните проценки велат дека на улиците низ Скопје не поминале повеќе од 15.000 граѓани. Опозицијата денеска маршираше во главниот град. Над 50.000 граѓани според партиски проценки прошетаа по скопските улици. Марш на демократијата, марш за да сурива Груевски. Опозицијата придружена од неколку илјади приврзаници парадираа по Планево низ скопските улици. Десетици илјади граѓани, симпатизери и членови на опозицијата, начело со лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, побараа предвремени парламентарни избори. Добро, медиумите известуваат различно, некои се повикуваат на организаторот, некои на власта, некои на независни проценки, но јас мислам дека сепак најдобро можат да оценат тие што го направија маршот. Дајте да видиме што велат од СДСМ. Ја користиме оваа прилика да им се благодариме на сите оние граѓани кои во огромен број излегоа на улица да бидат дел од протестниот марш и да му дадат црвен картон на Груевски. Да повторам, ние луѓето не ги гледаме како бројки. Броењето ќе му го препуштиме нему. Така, паметно зборува господинот Георгиев. СДСМ не ги гледа луѓето како бројки и никогаш не би ни помислила да ги брои. И покрај нашите предвидувања дека излезат околу 50.000 луѓе. Вчера имаше многу повеќе народ, како од внатрешноста, така и од Скопје. Добро, мала грешка на господинот Георгиев, ама со оглед на тоа што се работи за истата пресконференција, ќе му ја простиме грешката. Веројатно мислеше дека СДСМ не би ги бројала луѓето пред и по неговата пресконференција. Кога на едно место ќе се соберат 40-50.000 граѓани, тоа не е ни група, ни толпа, ни маса, тоа е народ. Интересот за учество на протестниот марш секојдневно се зголемува. Илјадници граѓани се јавуваат и ги посетуваат партиските простори на СДСМ низ цела Македонија, изразувајќи желба да учествуваат во овој сенароден протестен марш во Скопје. Сите проценки покажуваат дека ќе има масовен одзив. Денеска со нас е 50.000 народ. Овој народ е македонски народ. Овој народ не може да го сопри ниту наредба на Гордана Јанкуловска, ниту наредба на Груевски. Преку 50.000 луѓе во една иста колона, со заедничка верба, со иста заедничка цел. Преку 5 пати изброено, преку 5 пати изговорено, преку 5 пати по различно одветувањето на Георгиев. Тоа е СДСМ, партија која луѓето не ги гледа како бројки. За крај на денешното издание ви пуштаме Мапет Шоу. Не, ве лажам. За крај одиме во собрание. Ќе видите снимка од четвртокот кога се расправаше за буџетот. Или пак можеби сега ве лажам и на вистина ќе гледаме Мапет Шоу. Или пак можеби... Режија, ајде да ги расчистиме дилемите. Повелете господин Иџет Мемет. Повелете господин Иџет Мемет. Повелете господин Иџет Мемет. Ве молам седете на своето место. Ве молам седете на своето место. Ве молам седете на своето место. Насилството не треба од улица да го пренесеме во собрание. Ве молам господин Иџет Мемети. Ве молам ако можете му. Ве молам да не повикам обезбедување. Ве молам господин Иџет Мемети, ве молам седнете на место и се смирате. Зошто немаме право на реплика? На министерот прво кажете. Вака. Ама ви
vi objasnim, gospođa Ivanova Svetanka, ne znam kako da vi crtam, vi objasnim po delovniku, vi objasnim po praksата do сегашно што понатаму. Молам. И ве молам народниот правобранител да му возможи да се тргнете од говорницата. Јас давам збор, јас земам збор. Имате право, ако не сте задоволни од мојата работа, да поднесете барање за интерпелација. Јас ви кажав еднашка. Денеска сме четврток. Претходно бевме среда, вторник, понеделник, а претходно недела. Денеска сме стварно четврток. Повелете, господин Иван. Повелете, ви молам. Повелете, ќе ве слушна. Повелете. Јас би сакал на кратко да Вака, господа, јас дадов процедурално на координаторот на пратеничката група. Дадов објаснување на процедурално. Да, почитувани гледачи, Собранието е навистина добро реалити шоу. И што е најважно, сите ние плаќаме за негова реализација. Толку за денес, останете овде и навивајте, следува Ракомет Вардар Про Металург. Ако сакате повторно да ме видите репризата на еден после полноќ или на сајтот на еден кога сакате или сите досегашни изданија на YouTube каналот. Чао!